Во продолжение, почитувани, уште на самиот почеток ви ветивме прекрасни гости, така ќе биде и до самиот крај на Добро утро на секое утро. Дел од тимот на Добро утро на секое утро, односно дел од екипата на Алфа телевизија е токму наш гостин. Станува збор за еден наш колега. Максим Милковски е нашиот следен гостин во продолжение. На самиот почеток ќе споменам, станува збор за млад режисер. Тој всушност неодамна дипломираше телевизиска и филмска режија. Тој се потпишува за македонските народни приказни кои што ги гледате на Алфа телевизија секако секојдневно. Дел од нив се токму негови, под негова режисерска палка што се вели. Интересно е што Максим е и дел од тимот на Бистра вода. Тој е втор асистент на режија во ова култна серија која што ја гледаат на екраните на Алфа телевизија секоја недела во 20 часот. Максим, многу ми е драго што ќе ти посакам топло добре дојде во Добро утро секој утро. Благодарам, се чувствувам добре дојдено и благодарам за убавата најава. Максим, овде си со една многу голема причина. Доби една прекрасна награда во фестивал кој што се одржа во Индија. Твојот филм, кој што е студентски филм, токму во категоријата на студентски филмови, победи во Индија. Длабоко ќе ти честитам на тебе и на целата екипа која што работеше на овој тим. На овој филм. Си извинувам. Многу сме радосни сите кога дознавме. Овој филм е снимен во 2020 година и тогаш беа услови на карантин. И ние си продолживме наредни проекти, но филмот во меѓувреме продолжив да го праќам по фестивали. И најголем дел од фестивалите не го ни прифаќа да учествува. На македонски фестивали не влезе. Не го прифатија во македонските, на вистина? Не, рекоа се познава дека е без буџет. Дека е без буџетен, да, ќе ни го појасниш и тој дел. Тоа е да се спомне, студентски филм е и навистина е правен со сите можни ресурси да се извлече најдоброто од ништо. Најдоброто од ништо е тешко да се извлече, сите тоа го знаат. Ама ете излезе успешна приказна. Всушност, ние кога го завршивме филмот, сите бевме задоволни со тоа што го направивме, затоа што знаевме дека ова беше максимумот од тие услови. И така, последниот месец влезе на 2 фестивала, во Андалузија во Шпанија и во Атина во Грција, и како да учествува. За мене тоа беше прво меѓународно учество, додека прво учество на фестивал беше со истиот филм уште во 2021. Прво беше во Кино Мирно лето во отвореното кино на кинотека што е во дворот, така? И наредно во Кине Нова. И сега прв пат меѓународно и таму на 16 март добивам нотификација. Вие сте финалисти во... Го препрочита неколку пати, дали? Чекај, сега дали? Во моментот правевме вести и измеѓу и гледам само пехарчета, финалисти дека е нотификацијата и се изненадив, се израдувавме дома и им кажав на сите колеги, мислев дека тоа е тоа. Ти беше тука да им појасниме, рече вести, да гледачите да не се збунат, додека правеше вести за Алфа телевизија во режија, ја добиваш, на работа ја добиваш наградата, така? Еве да бидам уште појасен. Јас ден предходно, значи, ја добивам нотификацијата дека сме финалисти, дома славиме, се јавувам на колегите и мислиме тоа е конечна ситуација, тоа беше големо нешто. Утре дента се случи на работа да ја добиам нотификацијата дека сме победници. И тоа беше, јас 5 минути го скролав да не е грешка нешто. Дали и на официјалниот сајт ми го пишува името. Го препрочитуваш зборот победник. Да, гледаш таму сите категории Америка, Мексико, Франција и наеднаш Македонија. И тоа беше еуфорија. Кој е овој фестивал? Се работи за фестивал во Индија? Може малку да подобјасниме? Да. Значи не е од оние прва класни фестивали, по-нов фестивале, се вика Синесепија Reels Carnival. Се наоѓа и манифестацијата зазема место во Калкута, во западен Бенгал. И јас немав слушнато за овој град до сега и сега бев пријатно изненаден. Тој фестивал ми имаше мене пратено покана да учествувам. Разни
фестивали така испраќаат покани и сега тоа што ме прашуваат најчесто дали бев во Индија. Да, тоа е првото прашање, нели? Сите да прашуваат сега. бев, да. А дали ќе одиш? И нема да одам. Ние сме во комуникација преку мејл, ќе ни достават наградата трофеј. Што се однесува сега, бидејќи е понов фестивал, тоа е голема логистика да се организира, нели сите победници таму да присуствуваат, смештај 3 дена да манифестацијата, доделување ово. Не е дојдено до тоа, но јас сум презадоволен. Секако ова е еден чекор плюс и посакувам и во конкуренцијата на другите фестивали кои што ги спомена да ја добиеш ова награда. Многу ме интересира и тимот, дајде да појасниме, бидејќи не си сам нели во целава оваа приказна, ќе ги поздравиме сите, целата екипа кои што се дел, бидејќи тие се победници заеднички со тебе како режисер. Кој се е вклучен во приказната наречена "Кажи ми дека сме за стварно"? Па убаво кажа приказната и покрај самиот филм што е приказна и правењето на филмот е приказна, бидејќи тоа беше мојот специјалистички труд. Не само делото, но и пишаниот труд беше процесот на создавањето на ова дело, бидејќи навистина е приказна само по себе, бидејќи кога е без буџет е навистина импровизација целата работа. Голгота. Да. И баш преку таа приказна ќе ве запознам со сите кои што се на тимот. Значи јас сум пред се и писател, и продуцент, и режисер, и монтажер на ова дело. Нормално немав избор во дадената ситуација, но и ми е задоволство да ги играм тие дополнителни улоги и сметам дека се супер вештини за секој режисер. И мојот ментор Јани Бојаджи ми рече, прво ќе се обратиш во МНТ и во драмски на актерите, бидејќи сакаме секако со професионални да работиме, за студентски филм ќе прифатат за без пари. И меѓутоа тие колку и да беа срекни за идејата, беа многу ангажирани со обврски. И тогаш се обратив на Надица Петрова, која што може би гледачите ја знаат од народните приказни, каде што нашата сработка продолжи. И нејзината првото нешто што ми го рече кога ја викнав, ми рече, значи требаше другите прво да те одбијат, па да ти текне кај мене да се јави. Така, на шега. И таа одма ми го предложи кастот кој што ќе биде конечен. Тоа се Давид Илик, Филип Миленковски и Кристина Гиева. И тие беа совршени за улогите. Јас имав напишано опис на ликовите, позадина нивна, малку од психолошки аспект, и она ги препозна веднаш од таму. Додека го имавме овој разговор, добива повик, нејзина пријателка има потреба од помош за да реализира свој филмски проект. Имено таа на Џоле филметностите земала курс за филмска режија. Меѓутоа, прва година нема никакви ресурси, ни камера, ни ништо. Вика, Максим, би сакал да ја помогнеш? Ќе помогнам, снимав за неа, играв во нејзиниот проект како актер и тоа ни го отвори патот. Александра Толшанов и нејзиниот маж Горан Толшанов, простете ми ако го погрешив името, да не примат во нивниот стан и да имаме локација. Тука баш е приказна, токму приказна како што спомена, така. И имајќи го станот, наредно беше да усвоиме кога ќе се случи тоа, сите кои со работа, кои со дополнителни ангажмани. Имаше само 5 дена летото, кои што сите можевме и знаевме дека тие се нема кои други 5 дена. Во 5 дена е снимено. Во 5 дена е снимено. Секоја чест. Пред подготовките се 7 месеци. Може и за пократко, ама нели сакавме да биде педантно, да ги испегламе сите детали. Имено најголем дел беше на сценариото посветено. Благодарности на мојата мајка која се консултирав со неа, бидејќи таа е филмски критичар на времето. И подготовките исто бевме многу прецизни во тоа, барем тоа е мојот принцип. Колку часот ќе почнеме, кога е паузата, кога ќе завршиме, кога се тие работи предвидливи, стабилни, полесно оди фокусот на Така си и на работа, еве ќе споделам со гледачите и овде функционираш буквално така. Да, всушност еве овој труд представуваше усвојувањето на мојот режисерски стил кој потоа се препознава за тие што соработувале во народните приказни и во останатите мои проекти. И за остатокот од приказната како се случи, имавме проби со актерите, дава идеи, прифаќавме идеи.
Во последниот ден ми текна дека и за костими треба да се размислува, па од 12 навечер им пишував идеи, праќајте слики и утре дента Надица дојде со 5 примери, ајде кажете што мислиш. За женските е полесно. Кристина донесе дрес за што ќе го играше Филип, Филип донесе кошула што ќе играше Давид и така некако се измешавте, но симпатично и се чувствува таа енергија ќе имаат, имаат низ инсерти гледачите да погледнат и какви биле подготовките, но и низ трейлерот да видат од прилика за што станува збор. Приказната е љубовна приказна. За кого е наменет филмот? Јас имам впечаток дека е за помлада публика, поправиме доколку грешам, пишувајќи го сценариото, создавајќи го нели за време на снимањето. Што си велеше, кој сакаш да го погледне овој филм? Темата е романтична комедија и јас пред се водев од тоа да секако нешто забавно да биде, хумористично, но нели некоја тема што е универзална што е. И размислував на темата, разговарав со помлади, постари, како било на времето немало толку опции, имало ангажирани венчавки и секако до 18-та година било веќе рокот. Додека модерното време нуди повеќе опции и нели со тоа своји предности и недостатоци, некојаш премногу опции или премногу време за размислување, премногу фокус на кариера и алтернативни хобија, занимации, не дека има нешто лошо во тоа, меѓутоа тој балансот овдека негде. Јас за тоа преку 4 перспективи во романтичниот живот на овие 4 ликови решив да ја представам таа приказна, каде што девојките се оние кои што ја туркаат приказната напред, сакаат да го добијат одговорот дека сме за стварно, додека машките се антагонистите, иако не се тоа негативци, тоа е представено на комичен начин и они представуваат некои позитивни работи како таа младешка слобода, дружење, меѓутоа сепак не се девојките се тие што ги гледаме како протагонисти. И на крај едниот лик Марин е предвиден дека ќе успее да ја реализира. Не се случува во филмот, но он е поблиско до тоа да го препознае, додека за другиот лик така е во карактеризацијата дека подолго време му треба време за да дојде, да биде на стварно. Да. Кој се го погледна до сега, кажи ми дека сме за стварно, имаш ли од прилика увид и какви реакции добиваш, критики? Ја спомена мајка ти, но би сакала да дознаам од кого се добиваш некаква критика и кој ти е најголемата поддршка во целото ова битисување? Така, прво да се надоврзам, не го одговорив целосно прашањето, ме праша кој е таргетот публиката. Прво, тимот што го прочита ова ми одговорија дека го живеат тоа. И точно вика темата одлично си ја погодил, си ја трепнал, секако јас за тоа се консултирав. И интересно е што нели еве луѓе на 30 години веќе на некој им гори, на некој нигде не им се брза, но повеќе јас добив реакција од повозрасната публика. Имено колеги кај мајка ми на работа и велат се е вистина. Збориме за луѓе нели во реалноста е повозрасни години и од тие што ги играат актерите што се 30 годишни. Така што мојата поддршка најголема е па еве сите што беа на тимот. Моето семејство е нормално, секој аспект поддршка. Сите ми помогнаа, татко ми успеа да ангажира за проектот со Дежа во ресторанот да се погрижи за нашиот кетеринг, да можеме да имаме некаков оброк при работата. И секако важно е оброк, особено кога работите за ништо од пари. Со исклучок некаков джепарлак ми беше дадено за символична сума на актерите да им дадам. Додека исто така татко ми помогна од пивара да добиеме исто кетеринг, односно пиење, една гајба. Но сепак најголемата награда во целата приказна е наградата која што ја добиваш од Индија. Ќе споменеме уште еднаш македонски филм, студентски филм, ја добива првата награда. Посакувам иднината на кажи дека сме за стварно да се развива добро. Ти благодарам многу за тоа што беше овде. Само за крај накусот, дали си среќен и што те прави среќен? Среќен, весел, задоволен, благодарен за секако што е, секако работејќи да се подобрат нештата. Но таа благодарност во моменталноста, не
Некои луѓе мислат мора нешто да се достигне прво или да некаква еуфорија. Јас верувам дека тоа е една безвремена состојба. Среќен ме прави тоа што вчера излезе новиот албум на Депеш Мод. Добра. Тоа е голема радост ме чини. И малите работи. Секојдневието, пейзаж на небото, кој ќе видиш кога возиш на кај работа, дома кој ќе те пречекаат моите колеги. Благодарам, Максим, навистина ми беше задоволство.